Наш денешен гостин е господин Стефан Андоновски, министер за дигитална трансформација и секретар за меѓународна соработка на ВМРО ДПМН. Со господинот Андоновски ќе зборуваме за најактуелните теми, како и на теми кои не засегаат сите нас, без разлика каде и да сме, а една од темите е реактивирањето на идејата за распуштање на судскиот и обвинителскиот совет и најавата на робусната акција од страна на премиерот Христијан Мицкоски за пресметка со корумпираните суди и обвинители. Со господин Андоновски ќе разговараме за средбата на председателката Гордана Силјановска-Давкова со лидерот на СДСМ Венко Филипче, како и за обвинувањата од СДСМ дека ВМРО ДПМН наводно извршила скандалозна партизација на составот на Советот за граѓански надзор на комуникациите. Ќе зборуваме за средбата на председателката Гордана Силјановска-Давкова и бугарскиот председател Румен Радев во обид да ги затопли односите околу отворените прашања, а ќе зборуваме и за молкот на Румен Радев после предочувањето дека во договорот за добрососедство не пишува да го смениме уставот. Ќе разговараме за средбата на специјалниот германски представник за Западен Балкан Мануел Сарацин со македонскиот министер за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, како и со бугарската подпредседателка Илијана Јотова. Ќе зборуваме за новата Европска комисија, како и за најавите на новата еврокомисарка за проширување Марта Кос, поврзани за македонските евроинтеграции и промената на уставот. Со Андоновски ќе зборуваме и за пилот проектот за кратење на одделни сектори во јавната администрација со цел департизација на истата, а ќе зборуваме и за преплавените улици со албански знамиња во Полошкиот регион без ниту едно национално македонско знаме. Со господин Андоновски ќе разговараме за дигитализацијата и трансформацијата на македонското општество, како и за можноста диаспората да гласа по електронски пат за време на парламентарните избори. Ќе дискутираме и за тоа дали Македонија е подготвена за сајбер напади. Почитувани, ова се само дел од темите за кои во следниве 80 минути ќе разговараме со нашиот гостин, господин Стефан Андоновски, кого во овие моменти преку видеолинк го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Господине Андоновски, добро утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро, добро попладне, добро вечер за вас и голем поздрав до вашите гледачи денеска. Се надам дека се слушаме заради некои од техничките проблеми, но се надам дека ќе можеме да продискутираме на овие интересни теми. Токму така, добро ви јутро од мене, господин Андоновски, ви благодариме што повторно сте заедно со нас, а со вашето учество на Македонски корени не удостоивте нас, но и сите наши гледачи и слушатели кои што во овие моменти се заедно со нас, но и со оние кои што покасно ќе се вклучат во програмата. Се надеваме дека како и секогаш, така и денес ќе го задржиме нивното внимание. Се надевам и јас дека ќе можам да одговорам на вашето прашање. Доколку има прашања од гледачите и слушателите, а не се опфатени во нашите прашања, ќе ви бидат предочени на екранот и доколку мислите дека имате време и имате и сакате да одговорите, тоа можете и да го направите. Ќе се потрудам. Судскиот совет најави барање за продолжување на мандатот на председателката Весна Данева за уште 8 месеци, а премиерот пак Христијан Мицкоски рече дека владата доволно време била толерантна на вакви игри и реафирмира, односно реактивира идејата за распуштање на судскиот совет, но и на обвинителскиот, бидејќи друг начин нема, доколку сакаме да се искорени корупцијата, додаде Мицкоски. Која е главната причина што премиерот, а и целата влада го изгуби трпението, чекајќи на судскиот совет, но и на обвинителскиот, самите однатре да се реформираат, при тоа најавувајќи некаква ребусна акција? За каква ребусна акција станува збор и на што мислеше премиерот Мицкоски кога рече дека ако треба со тие обвинители и судии, мислејќи на корумпираните, ќе се справи и на поинаков начин? Какви чекори ќе преземате како влада? Идејата за распуштање на судскиот совет, советот на јавни обвинители не е нова, таа потекнува од изборите, од изборната програма. И идејата тогаш беше
да се распушти судскиот совет и советот на јавни обвинители за судиите сами и обвинителите сами да ги избираат своите представници во овие најзначајни тела на судството и на обвинителството. Помина доста време од тој момент, околу 8 месеци од изборите, и јасно станува дека тие самите не се подготвени да се реформираат одвнатре. Проблемот е дотолку повеќе голем затоа што бројни случаи кои што излегуваат пред судот и пред обвинителството се оставаат во фиока, се оставаат настрана, не се работи соодветно на нив, а истовремено знаеме на кој начин овие представници беа избрани во тие тела. Еве ја посочивте господјата Дамева, таа има фотографии со највисокото раководство на СДСМ како член на нивната партиска комисија за правни работи. И жената беше избрана како човек кој што не доаѓа од судството и обвинителството, туку како стручен соработник беше предложена и избрана од мнозинството на СДСМ. Ние бевме пред еден избор да веднаш во истата недела кога се формираше собранието, ги промениме сите овие структури кои што ги избира собранието, но нашата желба во почетокот беше да се обидеме да видиме дали постои начин како да се реши ова системски и политиката воопшто да не ги избира представниците во судскиот совет и советот на обвинители. За жал тоа до сега не се најде решение од надвор, затоа што тие веле дека имаат експерти, дека Европската унија ќе донесе други експерти, ќе кажат како да се реформира, но нема некој позначаен чекор. И заради тоа е ставот на премиерот дека мора да се најдат решенија за системско деполитизирање и департизирање на овие две тела и истовремено за броен дел на обвинители има сериозни индиции дека сторувале кривични дела и дека не постапувале совесно и одговорно во својата работа. Впрочем, јас ќе ве потсетам на два случаи, дел од еден случај практично, двајца личности во највисоките тела, едниот во судскиот совет, едниот во Врховниот суд, кои што признаа дека сториле кривични дела за примање подкуп и злоупотреба на службената положба и двајцата се осудени. Тоа беше во техничкиот мандат откриено од страна на министерот Тошковски. Што значи дека овие предмети покажуваат дека во највисоките структури на судството и обвинителството имаме корумпирани кадри и мораме со нив да се справиме ако сакаме да функционира системот. Тука е основниот фокус. Так. Пред неколку дена председателот на МАНУ Живко Попов зборуваше за последиците од Преспанскиот договор, како и за приемот на нови членови во академијата. Тој јасно посочи дека етничката припадност не смее да биде критериум за прием на академици и дека не само во Македонија, туку и насекаде во светот постои само една национална академија која ја представува државата. Имајќи го во предвид ова, како го гледате притисокот за формирање на моноетничка албанска академија? Ова прашање многу пати сме го одговарале и во јавноста и мене малку и ме иритира прашањето да ги делиме научниците по нивната етничка припадност, особено затоа што ова е најослободената, најпрогресивната, светски препознатата категорија на луѓе кои што ја имаме. Замислете, имаме таму представници чеси, пољаци, имаме албанци, има турци. Навистина една академија која што зрачи за квалитет и која што е препознаена и во светот. Тоа е еден кредибилен научна академија, кредибилна научна академија која што е составена само од респектабилни научници. И навреда е за нив, особено за албанците во рамки на МАНУ, да зборувате за моноетничка формирање на паралелна академија. И мислам дека ова ќе заврши на ниво на некакво здружение на граѓани кој што би се формирало, некаков институт кој што би се занимавал со наука, што не е лошо. Не можам да кажам дека не треба да има вакви научни институти, но се знае дека Академија на науки и уметности мора да биде една и за да станете дел од истата не може по етнички клуч да станете дел од истата, туку треба да станете дел од таа со успех во науката, со рецензенции, со објавување во странски часописи, странски книги, препознаеност во научната сфера во светот и на тој начин да станете дел од МАНУ како нејзин академик, така што тука ќе се движат процесите, иако може да има труд или некаков обид од страна на овие научници во тој институт да се формираат како академија, но секако таа нема да биде препознаена како државна академија. А секако секој од нив, ако е доволно успешен,
квалитетен, препознан во Македонија и во светот, може да биде дел од МАНУ, да се обиде да стане дел и ако биде прифатен од научниците во МАНУ да стане дел од МАНУ. Не смееме да се поигруваме со столбот на македонската држава кој што е МАНУ. Господин Андоновски, како гледате на тоа што МАНУ ја прифати поканата од премиерот Мицковски и заедно со владата и со универзитетската заедница да се унапреди долгорочната национална стратегија за развој на државата? Јас два пати учествував во еден стручен симпозиум околу историјата на Јустинијан во МАНУ и забележав кај академиците и оваа година и минатата година, забележав кај академиците една патриотска посветеност да ја помогнат на државата и таа патриотска посветеност треба да се втемели во градење стратегија за следните 30-40 години, да не зборуваме само за историја и за минатото, туку да зборуваме за иднината и да ги искористиме најголемите умови од Македонија да ни помогнат како да ја вообличиме, како стратешки да се позиционираме во поглед на иднината и навистина го поздравувам тоа што прифатија. Практично дел од идејата беше и нивна, беше на самото МАНУ, затоа што ние претолку пишуваме стратегии со странски партнери, со меѓународни партнери, без да ги користиме домашните експерти и потоа сваќаме дека нешто што ни дале, да речеме, од Литванија или од Словенија или од Хрватска е неприменливо, но тоа го сваќаме многу доцна. И доцна сваќаме дека и тука имаме експерти, професори, научници кои што можат да ни помогнат за стратешките цели, така што мислам дека ова е многу позитивен чекор. Лидерот на СДСМ Венко Филипче на негово барање се сретна со претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Како ја оценувате оваа средба? Како гледате на тоа што Филипче ја информирал Давкова дека и тие, кога биле на власт, понудиле исти предлог како предлогот на Мицковски уставни измени со одложено дејство, ама Бугарија не ги прифатила? Како гледате на неговиот скептицизам дека патот по кој не води оваа влада може да не однеси до целта, при тоа додавајќи дека ќе ја поддржале владата за секоја подобрена позиција, но како гледате и на неговата поплака за наводна партизација на безбедносните служби? Прво ја поздравувам средбата, добро е да имаат средба сите институции во државата, вклучително и опозицијата. Претседателката покажа дека е претседател на сите граѓани во Македонија, без разлика од која политичка партија доаѓаат и од тука добро е да има средби на кои што ќе се дискутираат некои од главните прашања, иако малку е лицемерно да луѓето кои што прифатија преспански договор без никакви услови, луѓето кои што прифатија внесување на бугарите во уставот без никакви погодности за Македонија, без да има јасен пат кон Европската унија, сега зборуваат дека да, и тие биле дел од процесот, и тие имале такви предлози. Мислам, прво треба да се знае дека само воопшто не ни водеше македонската надворешна политика кога беа влада, тоа го правеше ДУИ. И тие беа оние кои што одлучуваат кои предлози ќе се прифатат, што ќе се прифати, а само беше тој кој што минуваше и затоа и на резултатите на изборите беа такви да тие бидат толку блиску со Демократската унија за интеграција што стана непрепознатливи. Но очекуване се овие обиди на Венко Филипче да се представува како голем патриот, како човек кој што многу си ја сака и почитува државата. Гледам вчера објавуваа знамења на социјалните мрежи од македонското знаме, иако ништо не правеа кога тоа знаме беше сквернавено во минатото, во текот на нивниот мандат. Така што овие лицемерни постапки се очекувани, тие беа тоа хабитусот на овој човек и однесувањето. И мислам дека тука и ќе застанат затоа што нема свежина ниту во кадарот, ниту во политичката програма. И мислам дека само тоа е некој основ. И во таа насока ги ценам и нивните обвинувања кон ВМРО-ДПМН. Знаете, дека недоволно сме се бореле за националните интереси, дека тие подобро се бореле за националните интереси. Навистина тоа е една чудна изјава од луѓе кои што би сакале да веруваме ние дека не сме биле тука последниве 8 години и не сме гледале како тие се однесувале во текот на нивното владење. Дека не договара вакцини по 4-5 пати поскапи цени, дека не прекупуваа вакцини преку други држави за да постигнат повисоки цени. Мислам, тоа би требало некој да не живеел во државата или да не следел политика во државата за да му верува на Венко Филипче, но обидот е легитимен и се надам, граѓаните знам дека ќе го препознаат.
Господине Андоновски, каков е вашиот став за вакви лидерски средби да се одржуваат помеѓу лидерите на политичките партии кои учествуваат во парламентот, но и со оние кои не се дел од парламентот, како и со невладиниот сектор, со цел градење на еден вид национална кохезија во државата, а политичкиот надпревар да се води преку визија и проекти? Генерално позитивно е тоа што има средби, иако има една опасност, имаме завлезено во минатото во таква една опасност, да се заменат државните институции како што е собранието, владата, телата во собранието со надворешни начини на комуницирање, па вакви лидерски средби во затворени форуми без присуство на јавноста. Мислам дека треба да се фокусираме многу повеќе на користење на институциите, собраниски расправи, јавни расправи во собранието, надзорни расправи, дискусии, таму каде што е местото, да ја вратиме политиката во незините нормални законски и уставни рамки. И од тука е добро да има повремени средби помеѓу политичките лидери, но сепак мислам за суштинските прашања дека треба да се разговара главно во собранието или преку научните и јавните расправи. Постојано има закони во собранието, но за жал, еве јас цела минатата недела неколку пати бев во собранието, мала е активноста од Социјалдемократскиот сојуз, морам да ви кажам. Нема коментари на законите, нема забелешки конструктивни, нема кажување како може нешто да се подобри. Така што се користат овие надвор од институциите комуникации, но сепак и тоа не е штета, треба да постои комуникација во секој случај. Така. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во изминатиот период 2 до 3 пати се сретна со бугарскиот председател Румен Радев, обидувајќи се да ги затопли односите околу отворените прашања помеѓу Македонија и Бугарија. Имајќи предвид дека и Бугарија и Македонија имаат парламентарна демократија, дали председателите Гордана Силјановска-Давкова и Румен Радев можат да го решат овој проблем или решавањето на оваа задача сепак има останува на двете влади? Може ли оваа влада да води било каков диалог со бугарската техничка влада и уште колку долго ќе треба да се чека Бугарија да има легитимна политичка влада, бидејќи како што сега стојат работите, најверојатно во март во Бугарија ќе има нови парламентарни избори, 8 поред. Дали ова со изборите е некаква тактичка политичка игра на бугарските власти со цел да не се реши проблемот, и ако е така, до кога Европската Унија ќе ја толерира Бугарија, бидејќи очигледно ја кочи македонската евроинтеграција, а со тоа нанесува штета и на кредибилитетот на Европската Унија? Ајде да почнам одназад со одговарање на вашето прашање. Навистина е специфична ситуацијата и не е погодна ниту за бугарските граѓани, тоа што веќе 4,5 години тие немаат официјална влада, со еден мал исклучок на Кирил Петков, неговата влада од неколку месеци. Ние немаме класична политичка влада со легитимитет во Бугарија, и тоа е повеќе проблем за бугарските граѓани и за внатрешната бугарска политика, затоа што граѓаните таму не се задоволни. Видете, ако пред 4-5 години, 2019-та, 20-та, тие со протести ја сменија власта на Бојко Борисов, сега партијата на Бојко Борисов е најгласаната партија на последните 2 циклуси на избори, што значи дека истите луѓе кои што протестирале тогаш за оваа партија сега гласат за истата, и таа веќе има потенцијал, видовме по претходната влада која што беше формирана за кратко време, дека има потенцијал да коалицира и со Кирил Петков, со партијата на Кирил Петков продолжуваат промените, што значи дека се извитоперува политичката слика во Бугарија. Јас навистина им посакувам брзо да формираат влада, тоа е добро за бугарските граѓани. Што се однесува до легитимитетот, единствен во Бугарија кој што има политички легитимитет е председателот Румен Радев. Ова не го кажувам со задоволство, морам да кажам, затоа што не се покажа дека е председател кој што посакува добро на меѓусоседските односи на македонците и бугарите, или на Македонија и Бугарија, и не посакува добро за македонската иднина во Европската Унија, затоа што оттаму потекнуваат најголемите блокади во поглед на зачленувањето на Македонија во Европската Унија, и оттаму се нема слух за потребите на македонските граѓани во Бугарија, кои што бараат едноставно
да бидат прифатени како еднакви граѓани, да може да формираат здруженија, културни клубови, меѓусебно комуницираат, да издаваат некаков вид на медиум и така натаму. Така што се додека, според мене, се додека немаме јасна политичка влада во Бугарија, нема да постои простор за надминување на овој проблем. Ја поздравувам амбициозноста, активираноста на претседателката Силјановска-Тавкова, која што еве веќе втор пат на нејзина иницијатива многу ажурно, многу активно ја работи комуникацијата со господинот Румен Радев. И мислам дека тоа е позитивно, затоа што покажуваме и во Европа дека ние немаме непријатели, ние сакаме да градиме пријателства, но нема да дозволиме некој да гази по македонскиот идентитет и на еден многу елегантен, многу достоинствен начин покажуваме дека ние сме за соработка и градиме добри, квалитетни меѓусоседски односи, имаме добра квалитетна дипломатија, но нема да дозволиме таа да биде потценувана или негирана. Така што позитивно го оценувам ангажманот на претседателката, но не мислам дека тука би можело да има простор за суштински договор, се додека немаме официјална избрана легитимна влада во Бугарија. Тоа е повторно тешко. Тоа што се гледа во бугарското собрание, тоа е навистина тешко. Од она што го следиме, се добива очигледен впечаток дека македонската влада во очекување на политичка влада во Бугарија интензивно работи на промоција на македонските ставови и позиција пред останатите земји, членки на ЕУ и меѓународниот фактор. Имате ли како влада некоја јасна слика од колку држави членки на ЕУ имате поддршка? Па прво е многу интересно што никој до сега не ги зборувал македонските прашања со нашите европски партнери. Многу често се случува на состаноците на кои што присуствува премиерот, министерот за надворешни работи и останатите министри, да забележиме дека нашите европски партнери никогаш не им било објаснувано што значат промените на уставот за македонските граѓани. Како може да се надминат проблемите? Кој е пристапот? Кој треба да биде пристапот? И можам да кажам дека во голема мера од големите, така наречено големите играчи во Европската Унија, ние првпат забележуваме дека има поддршка за нашата идеја. Тоа не е несватлива идеја за нив, затоа што сметаат дека само никогаш до сега никој од Македонија не им ја објаснил многу детално кој е пристапот и зошто е тој пристап таков, кој што го имаме со одложено дејство и со гаранции за нашето пристапување во Европската Унија пред било какви промени кои што би требало да се направат. Постои слух секако, но мислам дека се очекува да има партнер во Бугарија за да може прашањето да се разреши на билатерално ниво, затоа што сепак на крајот ова е прашање на кое што Бугарија треба да се произнесе. Секако ние немаме проблем ниту со Франција, ниту со Германија, ниту со Италија и поддршката или од Шведска или од Вишеградската група е навистина многу сериозна. И тука ние ги наоѓаме нашите партнери и ние немаме никаков проблем со нив, ниту пак имаме проблем со реализација на задачите кои што се дадени за Македонија, кои што значат реформи, реформска агенда внатре во државата. Така што проблемот сепак е во Софија и мислам дека тука ќе биде и клучот на решението, не може да биде решението на друго место, но навистина има слух, првенствено разбирање за тоа што се случува и секако и поддршка. Специјалниот германски представник за Западен Балкан, Мануел Сарацин, за помалку од 24 часа ги посети и Скопје и Софија и се сретна со македонскиот министер за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Буцунски, како и со бугарската подпредседателка Илијана Јотова. Имате ли информации за што се дискутирало на овие две средби и која беше целта на неговата посета и средбите кои ги оствари? Тоа покажува посветеноста на Германија за надминување на овој проблем. Знаете, Германија во моментот е во сериозна политичка криза. Владата таму е нестабилна, кај предводена од социјалистите. Се очекуваат многу брзо избори во Германија и сериозна промена на структурата на владата. Но и во тоа време ангажманот на дипломатијата на Германија е многу сериозен и Мануел Сарацин често е гостин на Балканот. И добро е да биде ангажиран. Деталите од средбите не се споделуваат, но можам да кажам дека тоа се покажува интересот на Германија за надминување на овој проблем кој што постои и дека тие остануваат посветени на таа агенда да се надмине проблемот.
Европскиот парламент во средата што помина со 370 гласа за ја изгласа новата Европска комисија на чело со Урсула фон дер Лајен, која порача дека работата на новата комисија ќе се фокусира на 3 столба: иновативност, конкурентност и изголемување на безбедноста, како што беше спомнато и проширувањето со земјите од Западен Балкан. Како го оценувате новиот состав на Европската комисија и како гледате на трите најавени столба? Како го оценувате нејзиното обраќање и какви се вашите очекувања прво како влада, а потоа и вашите лични очекувања ако се различни од оние на владата, особено во однос на проширувањето? Треба допрва да се покажа амбициозноста на новата комисија, особено на оние лица, комесари кои што досега не биле на позиции. Таква е и комесарката која што е задолжена за проширувањето. Се работи за политичарка од Словенија која што е дел од, да речеме, оној либерален, централен или лев блок. Така што треба да се покаже кој е пристапот кон проширувањето. Она што мене ми остави впечаток е јасната посветеност на фон дер Лајен за проширување, и проширувањето го поставува на ниво на безбедносно прашање за Унијата, стратешко и безбедносно прашање за Унијата, што значи дека фокусот на наредните 4 до 5 години ќе биде повторно на проширувањето ставен, затоа што треба да се искористи просторот кој што за жал е создаден од кризата во Украина и од инвазијата на Русија. И тој простор и таа заангажираност на Европската Унија кон Балканот не треба да заправи и не сме да заправи. Добро е да се слушнат вакви пораки, затоа што со ваков пристап ние можеме да бидеме сигурни дека ќе има процес на проширување кон Балканот. Сепак за подетален пристап кон проширувањето би требало, мислам, да почекаме неколку време за да видиме кој е ставот на останатите комесари, кој ќе биде реално во пракса ставот на комисијата, затоа што зборовите се едно и имаат своја тежина, но многу поважно е какви се делат, односно како вие се однесувате кон државите и каков е пристапот. Така што мислам дека, или се надевам дека ќе биде позитивен. Двата други аспекти кои што исто така се важни, околу иновациите и конкурентноста, Европската Унија се бори со фактот дека станува неинтересен пазар. При огромниот развој на американската економија, на кинеската економија, европската економија некако се останува во делот на иновациите, на дигитализацијата, и тука мислам дека ќе биде многу зголемен фокусот во делот на економијата во Европската Унија, затоа што со таа преголема регулација на системите некако се угуши или се затвори просторот за иновации, за претприемништво, навистина многу високи даноци, и тоа некако ги угуши процесите во Европската Унија на иновирање, и на тоа ќе биде фокусирана и Европската Унија, ќе биде фокусирана и код нас да го види истото и тука на Балканот, но и за себе, и мислам дека тоа е патека која што навистина треба сериозно да се размисли, освен проширувањето, дека тоа е втората патека која што е многу важна. Словенката Марта Кос е новиот еврокомесар, односно еврокомесарка за проширување. Таа, веднаш после нејзиниот избор за оваа функција, даде кратка изјава поврзана за Македонија, поточно за уставните измени, во која изјава рече дека условот за уставни измени останува и ништо повеќе и ништо помалку, и очекуваме тоа да го стори. На ваквата изјава реагираше и претседателката Гордана Силјановска-Давкова, велејќи дека е мешање во внатрешните работи на Македонија. Дали изјавата на Кос може да се смета за недипломатска и малициозна, и како ги оценувате реакциите на Силјановска-Давкова? Како гледате и на изјавата на европратеникот и известувач за Македонија Томас Вајт, кој рече дека е легитимно да се бараат гаранции дека Бугарија нема повторно да ја блокира Македонија и дека ЕУ стои за ваквите македонски барања. При тоа тој додаде дека не верува предлогот уставни измени со одложено дејство би можеле да поминат во рамките на Европската Унија. Тоа е став на Европската Унија. Јас не би сакал ниту да бранам, ниту да напаѓам некого за нивните изјави. Сигурно знаат што зборуваат и представници како новиот комесар за проширување, но мислам дека
кога повеќе ќе се запознае со ситуацијата, ќе види дека има малку повеќе детали во ставот. Ова беше став кој што Европската комисија го има подолго време, дека ние треба да завршиме нашата работа, а потоа да видиме што ќе се случува, но многу јасно сме кажале како влада дека ние не сме подготвени на чекори кои што ќе се движат без јасна визија што ќе се случува во иднината. И дека ние нема да преземеме чекори кои што нема да значат сигурно пристапување на Македонија кон Европската унија. Европската унија, особено новата комисија, треба да реши дали ова прашање декларативно кој што го кажува претседателката фон дер Лајен и го става на како врвен приоритет во делот на безбедноста проширувањето, ќе му даде такво значење во пракса. Што тоа значи? Да се преземе политичка одлука и да се отворат преговорите со Македонија, дали тоа се допаѓало или не се допаѓало на една од најмалите и најсиромашните држави членки на Европската унија. Ако навистина Европската унија е подготвена и сака, и ова е стратешко прашање, безбедносно прашање за проширување на Балканот, овие чекори треба да се преземат. А потоа е на нас, како обврска на македонската влада и на државата, да преземе соодветни реформи за ние да го стасаме нивото на развој на Европската унија. Така што мислам дека мислам дека ќе биде повнимателна во изјавите новата комесарка, но можеби ова е фаза на докажување, стартно измерување на силите, па мислам дека потоа се влегува во едно поголемо разбирање на состојбите. Се надевам дека ќе ги разбере многу подобро ситуациите како што се, но ќе повторам, станува збор за политичарка која што доаѓа од левиот спектар. И тука е за очекување дека имаме малку по, да речеме, глобалистички ставови, неразбирање на националните теми толку многу, но се надам дека незиниот тим и со текот на времето подобро ќе ги разбере состојбите. Председателката Гордана Цилјановска-Давкова пред некој ден ги брифираше новинарите за средбите што ги оствари со бугарскиот председател Румен Радев. Таа рече дека му било пренесено на Радев дека во договорот никаде не пишува дека треба да се смени уставот и дека Македонија има меѓународна поддршка кога станува збор за предлогот за уставни измени со одложено дејство. Ова беше истакнато при јавноста, презентирање на македонската позиција на сите билатерални или мултилатерални средби со државниците и представниците на Европската унија и другите релевантни фактори, меѓу кои Вишеградската група и Белгија. Како го гледате ова и како го оценувате тоа што бугарскиот председател Румен Радев не реагирал и не рекол ништо кога му беше речено дека во договорот не пишува да се смени уставот? Ова прашање, мислам дека и во вашава емисија го имаме дискутирано, дека барањето на Бугарија за промена на уставот е ново и измислено барање, вештачки наметнато. Тоа не е ниту барање на бугарите во Македонија, ниту било историско барање на Бугарија. Вие знаете и за изјавите дека не постои македонскиот јазик, не постои македонската историја, Гоце Делчев и така натаму, тоа биле прашања кои што постоеле. Ги знаеме, бугарите ги спореле со години и така натаму. Ова прашање околу бугарите во уставот одеднаш се појави во 2019 година со блокадата на Македонија за пристапување кон Европската унија. И тука за прв пат луѓето го забележаа како една тема и како едно прашање. И затоа е наметнато. Затоа тоа не беше дел ниту од договорот, затоа што никогаш не се спорело. Затоа што не е спорно дека постојат околу 1000 луѓе кои што се чувствуваат Бугарија живеат во Македонија и дека тие треба да ги уживаат своите права. Впрочем, тие ги уживаат и во моментот, затоа што се набројани во групата други во рамки на уставот. И никој не го спори правото да некој има отвори културен клуб во Македонија, има образование на свој јазик, печати учебници, книги и така натаму. Никој тоа воопшто не го спори во Македонија, што не е случај во Бугарија. И од тука не може да се коментира дека ова е старо барање, затоа што Румен Радев и тогаш беше председател и никогаш не го спомнале прашањето за бугарите во уставот. Напротив, тоа сега се појавува како прашање и на место е изјавата на председателката. Постои простор и добро е што ова прашање се разговара. Затоа што нас не убедува под претходната влада дека ова е затворено прашање, дека ние немаме шанси ништо да промениме во однос на работата со Бугарија, дека само треба да прифатиме и да се молиме Бугарија понатаму да нема нови барања према Македонија. А сега гледаме дека може да се разговара за овие прашања. Не знаеме до каде ќе стане таа дискусија, дали ќе успее на крајот и ќе вроди со плод да ние започнеме преговори,
и го одложиме внесувањето на Бугаријата во Уставот за да гарантираме дека Бугарија нема да има и други барања кон Македонија. Но оваа тема е добро што е тука, што е отворена, што никој не ни вели слушате, готово, завршена работата и нема друга патека. И се повеќе како работи, како е зголемен ангажманот на македонската влада, на македонската претседателка, така мислам дека ќе се зголемуваат и пријателите на Македонија кои што ќе ја разберат нашата позиција и ќе сакаат да ја одбранат. Затоа што сепак на крајот ова е историско, но и е безбедносно прашање, да видиме дали Европската унија вистински сака да се прошири со регионот на Западен Балкан или ќе остане заглавена во овие теми од 18 и од 19 век. Како ги оценувате одредени изјави од Европскиот парламент дека засега немаат магично стапче за да го решат проблемот кој Бугарија кој има со Македонија, притоа додавајќи дека ќе направат се што е во нивен домен да помогнат, но сепак тоа ќе зависи од флексибилноста на бугарските власти. Како гледате и на тоа што од Европскиот парламент излезот го гледаат во толкувањето на официјална Софија на предлогот за уставни измени со одложено дејство? Влеваат ли некаква надеж ваквите изјави од Европскиот парламент и колку може да помогне мешовитиот парламентарен комитет на делегацијата на Македонија со Европската унија? Мислам дека е добар ангажман на Европскиот парламент и мислам дека оди во истата насока која што ја зборуваме и ние утрово, а тоа е дека постои тема и постои начин на кој што можеме да се справуваме со прашањата и се зголемува бројот на пријатели и во Европскиот парламент и во Европската унија погенерално. Има многу добра соработка и голем ангажман од нашите пратеници во парламентот. Јас вчера вечер тука присуствуваат во Македонија две пратенички од шведскиот парламент, кој што се дел од групата за соработка со Македонија и дел од комисијата за надворешни работи на шведскиот Рикстаг. Во соработка со нашите пратеници, овие 2 дена одржуваме една голема конференција во Скопје за пратениците кои што ќе соработуваат со нивните колеги од Шведска. Што значи бројот на партнери, на соработници е навистина се зголемува и ние многу јасно ја дефинираме нашата слика и зошто. Аргументираме зошто е ова наша позиција таква. Ние не сме наетливи луѓе, не сме луѓе кои што не се ја разбираат историјата, кои што не знаат што сакаат, туку многу отворено кажуваме кои се нашите ставови и тие ставови наоѓаат на разбирање. Секако дека решението лежи во размислувањата и во Бугарија и во одлуката во Бугарија и од тука разбирлив е ставот на Европскиот парламент или на неговите пратеници дека навистина треба да се бара флексибилност од бугарска страна, затоа што ова барање е неразумно. Овие барања се неразумни кои што ги имаат и треба да се најде начин како да се втемели разум. Но добро е што ова прашање е отворено и од нивна страна, што се дискутира, што го поставуваат како прашање до нивните бугарски колеги кои што сега треба да бранат позиција која што навистина тешко одбранлива и што се бараат решенија. А секако на крајот решението не може да биде во Европскиот парламент, не може да биде во Европската комисија, секако станува збор за политичко решение затоа што ова е политички проблем. Така, СДСМ го одржа продолжението од 29-тиот конгрес, на кој поречиси половина година од катастрофалниот пораз на парламентарните избори, се бара причините и вината за дебаклот што го доживеа партијата. Една од причините што се истакна беше сервилноста кон ДУИ, нешто за што целата македонска јавност беше свесна, а тие дури сега го сватиле тоа. Истовремено се одржа и 30-тиот партиски конгрес, на кој беа избрани надзорниот и централниот одбор, составени од веќе познати стари кадри, кои потоа ги избраа лицата што ќе застанат околу Филипче. За подпредседател на партијата беше избрана Фани Карамфилова Павловска, поранешен прв човек на фондацијата Сорос. Како ги оценувате овие два споени конгреси и дали со овие кадри СДСМ има барем мала надеж да започне да се консолидира или пак со овие кадри партијата си го зацврсти патот кон целосно потонување се до доаѓање на некој кој ќе им понуди сламка за спас? Па, јас многу малку сакам да зборувам за СДСМ како политичка партија, затоа што не сакам да се мешам во нивната внатрешна структура, иако тие 7 години се мешаа во внатрешната структура на ВМРО-ДПМН, ги бираа нашите претседатели, измислуваа дека можат да ги менуваат,
играа со некои политички фигури од минатото за да можат да внесат нестабилност, недоверба, раздор во ВМРО-ДПМН. Ние тоа не го правиме. Ќе забележите дека фокусирани сме максимално на работата на владата, на собранието, на ангажманот за што не гласаа граѓаните и не многу ќе видите коментари и дури од македонски политичари од ВМРО-ДПМН кои што коментираат за СДСМ, а спротивното беше секојдневна тема. Се отвара теми за поранешниот председател, па претходно и така натаму. Со тоа не се занимаваме, но една кратка анализа ќе кажам дека имаме едно окупирање јавно овој пат од страна на Сорос, фондацијата кон СДСМ и многу отворено поставување на два клучни лика во структурата, највисоката структура на СДСМ. Тоа е, вие спомнавте, директорката, поранешната директорка на Сорос фондацијата во Македонија и професорката Ана Чупевска, која што исто така е дел од тие структури. Друг пат СДСМ дозволувало да структурите на Сорос бидат некоја позадина, некоја идеолошка субстанца внатре во партијата, дел од Централниот комитет можеби. Сега тоа е дел од највисокото раководство на СДСМ и многу отворено фондацијата застанува позади работата на Венко Филипче и на СДСМ. И тоа треба да им биде јасно на сите луѓе кои што се залагаат за патриотизам, за национални интереси, за владење на право, затоа што оваа фондација се залага за се спротивно. Ова е фондација која што верува во глобалистички идеи, тие се глобал фундаменталисти, задоени од идејата на капитализмот, на големите корпорации, и така што тие сега јавно и јасно покажуваат дека се на страната на СДСМ до највисоките структури на партијата. Тоа е едниот елемент. Вториот елемент е покажувањето на нови ликови под наводници. Зошто нови ликови под наводници? Затоа што тоа се лица кои што биле во орбитата на Зоран Заев, но никогаш не добиле визибилност и не биле напред во првите редови, но тоа не се луѓе кои што се занимавале со бизнис, со трговија, со иновации, со наука, туку биле дел внатре од институциите кои што видовме како ги воделе катастрофално. И тие луѓе сега добиваат шансата да бидат први ликови најистурени во СДСМ. Тоа нема да има некакви резултати. И третиот елемент што мислам дека е значаен да се спомене, тоа е дека СДСМ не расчисти за своето минато. Односно не расчисти со она што го правеше за Македонија, односно против Македонија, и на кој начин работеше во спротивно со македонските национални интереси. Тука не мислам само на ова прашање со бугарите кој што го дискутиравме до сега, туку повеќе мислам на економските прашања, колку е девастирана и уништена Македонија, на немањето развој, на задолжувањето, на никаквите квалитети. Така што тоа е третиот елемент во кој што тие не ја препознаваат причината зашто изгубија на изборите. И мислам дека крајот на вашето прашање јасно детерминира што ќе биде иднината на СДСМ, дека тие само ќе тонат. А последниот удар на СДСМ ќе биде за помалку од една година од денеска за локалните избори, каде што јас прогнозирам дека тие ќе имаат, сега имаа 16 општини освоено во 2021 година, мислам дека ќе имаат под 10 општини освоено. И тоа ќе покаже до кој дередже е паднато СДСМ, да биде трета или можеби дури и четврта партија после локалните избори. Господине Дановски, иако рековте најмалку сакате да збрувате за СДСМ, јас сепак ќе ве задржам кај СДСМ. Како гледате и на тоа што на Филипче не му го продолжија мандатот кој му завршува во март до година, која според статутот на партијата треба да има избори за председател на партијата. Гледате ли овде раката на Заев во новиот состав на СДСМ преку инсталираните негови блиски соработници, особено по изборот на Фани Карамфилова-Павловска за подпредседател на партијата? Се оцветуваат ли контурите дека СДСМ ќе биде заложник на невладини партиски организации? Па, прво, господјата Чупевска, професорката, ставовите против Македонија, против македонците, лесно отворете на нејзиниот Facebook профил и поминете надолу, особено кога беа прашањата околу Бугарија, околу Преспанскиот договор, ќе видите со какви навреди, какви одвратни зборови користи кон македонскиот народ, кон македонците, кон прашањето за македонскиот идентитет. Така што јас многу и не треба да зборувам на таа тема, самата има кажано повеќе од што треба, според мене. Во делот на
на влијанието на Заев огромно влијание. Тоа може да се види и со видеата од прослави во Дубај кои што ги организираше Зоран Заев заедно со Венко Филипче, на кои што учествуваат, поминуваат викенди во знаеме какви луксузни хотели и сместувања поминуваат заедно и најверојатно таму се коваат политиките. Тоа е често се кажува една анегдота во собранието дека Венко Филипче ретко доаѓа во собрание затоа што е на оската Дубај Грција, така што или е во вилата во Грција на Зоран Заев или се на некоја скапо монденско место во Дубај, така што тука огромно е влијанието на Зоран Заев. Луѓето на Зоран Заев се присутни во СДСМ во моментот во раководството и затоа велам СДСМ не успеа да расчисти со своето минато, не успеа да види каде сгреши во изминатите 7-8 години и што треба да се поправи. Дали е таа истата политичка партија која што некогаш учествувала во градењето на оваа држава со сите своји добри и лоши страни, дали е тоа партијата која што била дел од важни процеси или тоа е партија која што оставена на маргината. Јас мислам дека со овие чекори тие се движат кон таа маргина. Така, владата во разговорите со банкарскиот сектор успеа да ги договори каматните стапки од 1,95% за кредитите за бизнисот од унгарскиот заем, што е значително пониско од почетната каматна стапка од 3,25%. Како ова историски најниска каматна стапка ќе влијае на бизнис секторот? Како успевате да ги убедите банкарите да прифатат толку ниска каматна стапка, имајќи предвид дека банките историски гледано остваруваат високи профити на сметка на граѓаните и корисниците на банкарските услови? Кога овие средства ќе бидат достапни за македонското стопанство и фирмите кои ќе аплицираат? Кои се условите за аплицирање и какви се очекувањата на владата од овој инвестициски циклус? Две многу важни поенти е во делот на земањето на овој кредит и на тактиката која што се има за ова прашање. А тоа е прво да се вбризгаат повеќе од 250 милиони евра во бизнис секторот. Зашто велам повеќе? Затоа што сите овие услови се со определено учество и на бизнис секторот, 20-30% бизнис секторот кој учествува при земањето на овие кредити, но тие да бидат во проширување на производните капацитети, на развојот, на растот на фирмите. Тоа е првиот елемент. Ваква инвестициска активност околу 300 милиони евра одеднаш не се случило во Македонија во последните 30 години, затоа беше многу важен кредитот кој што се зема под исклучително поволни услови од страна на Унгарија. И тие средства директно ќе се вбризгаат во оние кои што произведуваат во државата, што значи дека директно ќе влијаат на зголемување на бруто домашниот производ и вработување на квалитетни луѓе, зголемување на платите на овие луѓе во постоечките компании кои што се подготвени за раст и развој. И ова ќе оди директно кон компаниите. Значи не се бираат компании по партиски клуч, не се избираат кои се погодни, непогодни, партиски, ниту се разделуваат пари на тој начин, туку секој кој што е подготвен да инвестира, да земе кредит во некоја од комерцијалните банки, ќе добие средства од страна на државата од овој кредит, така што тоа е првиот еден голем елемент. И вториот елемент, веќе често зборуваме, дел од активностите се и почнати, се 250 милиони евра кои што се во општините. И очекувањето е дека со оваа инвестициска активност во општините од 250 милиони евра, изградба на инфраструктура, водоводи, канализации, било која друга потребна инфраструктура, градинки, училишта, паркови, и паралелно со тоа инвестиции на бизнис секторот, Македонија ќе добие еден друг лик за една година. Значи за една година од денеска ние ќе имаме еден друг лик на економијата, еден многу посериозен, робусен раст на бруто домашниот производ, за потоа полесно да биде враќањето на овие средства и враќањето на овие кредити од компаниите кон банките и од државата кон пријателска Унгарија. Во дискусија со банките се покажа посветеноста на владата за решавање на ова прашање и дека мора да имаме решение. Тоа беше ставот и на Министерството за финансии и на премиерот особено. И тука мислам дека се успеа затоа што многу често се влезе во приказната, ова се условите кои што државата ги обезбедува, дека банките мора да се вклучат, да бидат општествено одговорни. Но знаете, до сега политичарите од банките бараат да бидат одговорни кон нив лично.
да им помогнат за подобар кредит за нивната фирма, да купат полесно опрема, нивните пријатели и така натаму. Сето тоа беа лични прашања кои што одеа кон банките, сега прашањата се државни. И мислам дека тука има слух банките затоа што станува збор навистина за државно историско прашање. Вакви инвестиции, ваков простор за средства, ваков свеж капитал кон фирмите во Македонија, јас не сум сретнал во последните 30 години да има ваков пристап на владата кон бизнис секторот и тоа мислам дека ќе биде препознаено. Прашавте околу роковите, мислам дека до нова година ќе се стигне да првите средства бидат исплатени кон првите корисници. Знаете, тука има процедури кои што се во банките, но мислам дека до крајот на оваа година веќе ќе има првите средства ќе бидат достапни за компаниите. Пред 2 дена, поточно 28 беше ден на албанското знаме. Во Македонија овој празник не е државен, ниту пак празник на малцинските заедници, но сепак улиците во Полошкиот регион, особено долж патот Тетово Јажинце, беа преплавени со албански знамиња и со карти на голема Албанија, на кои има делови и од Македонија, а истата слика е и во Тетово и Гостивар, каде што градоначалници се македонски албанци. Како го оценувате ова? Што презедовте како влада и дали ќе преземате нешто, бидејќи очигледно се крши законот и тоа по повеќе основи, особено со поставување на знаме од друга држава, без при тоа да го има националното македонско знаме до него? Кога кажувавме дека ДУИ ќе работи на дестабилизација на Македонија и на создавање меѓуетнички тензии, затоа што сака да го скрие криминалот, да не зборуваме за кривични пријави за представници на ДУИ за постапки, дел од опозицијата подсмешливо кажуваше дека ние измислуваме, дека фабрикуваме и така натаму, но се покажа во пракса дека ДУИ е подготвена на се. Подготвена е да праќа луѓе со фантомки, со прекриени лица, да прават проблеми прво во Скопје и во другите градови кои што спомнавте вие, да предизвикуваат тензии, да го палат македонското знаме, да го газат, да го уништуваат, да извикуваат многу негативни работи. И тука се виде различноста во нашиот одговор. Ние како влада, сега зборувам, но особено Министерството за внатрешни работи за повалба, не влезе со брутален контранапад за да предизвика уште поголема тензија кај недолжните граѓани и да предизвика страв, паника, неизвестност кај сите македонски граѓани. Што направи? Ги анализираше многу темелно ситуацијата, кои се одговорните лица. Не се скри, не кажа дека пајакот е виновен, како што беше порано, дека нема виновници, дека не биле видени, дека камерите биле расипани, туку во текот на вчерашниот ден, помалку 24 часа по овие настани, кои што се согласно со вас се вандалски настани, МВР имаше уапсено 10 лица, од кои што 4 се директните извршители на овие дела, кои што ги видовме и по социјалните мрежи, на снимки и така натаму. И во наредниот период мислам дека ќе има дополнителни активности МВР за откривање на останатиот број на лица кои што недолично се однесува, вандалски се однесува кон македонското знаме и кон најважните македонски инсигнии. Така што ова е начинот на кој што ние реагираме. Ниту ги забораваме работите, ниту не реагираме, ниту пак брутално излекуваме за да тие кажат ете ВМРО-ДПМН не е против албанците, против албанското знаме. Не, албанското знаме треба да се почитува, но јас ќе бев многу по среќен ако тие го прославеа албанското знаме со песна, со оро, со една позитивна атмосфера, но сепак ДУИ се реши да предизвикува тензии и кога ќе се реши да предизвикувате тензии, треба да сте подготвени за тоа и да одговарате и овие луѓе ќе одговараат. Дел од нив се и навистина многу млади. 19, 18, па дел и малолетни лица, но заводени, заведени од страна на ДУИ на експонентите на ДУИ тие влегле во оваа ситуација и затоа ќе се сносат одговорности, ќе бидат казнети затоа што постојат камери, тоа се е документирано и се гледа. Ова е пристапот кој што оваа влада ќе биде. Нема да дозволиме никој да се поигрува со македонските национални символи и никој да го погазува македонското знаме и да го уништува македонското знаме. Господине Андоновски, како ќе го прокоментирате сквернавењето на националното македонско знаме кој се случи токму за време на прославата на албанското знаме? Тоа е недозволиво, ама за мене ќе беше пострашно да тоа бидат нормални граѓани, обични граѓани, секојдневни граѓани кои што тоа ќе го направат, тогаш навистина ќе бев загрижен, затоа што ќе стануваше збор за еден револт на албанците, на албанските граѓани кон државата Македонија. Јас ова не го гледам така. Ова го гледам како револт на ДУИ, затоа што им се открива криминалот.
и затоа што се свесни дека систематски еден по еден ќе одговара за сето тоа што го правеа во минатото. Сите работиме на ревизии во нашите институции, сите покренуваме прашања, како се трошеле средства, каде се трошеле средства, кој е одговорен за нешто што се направило, и тоа е стравот на ДУИ, се пресликува на улица да предизвика тензија, да повеќе биде фокусирано МВР на расчистување на овие криминали, сквернавењето на македонското знаме и на македонските символи, отколку што на откривање на криминалците на ДУИ. Но не треба да бидат спокојни, затоа што МВР има доволни капацитети, а и другите институции многу активно работиме на овие прашања и многу скоро сите криминалци ќе си одговараат за тоа што го прават. Ова го гледам само како чиста провокација од страна на елементи во ДУИ, од највисоките ешалони. Министерот за јавна администрација господин Минчев потврди дека од јануари следната година започнуваат пилот проекти за кратење на трошоците во одредени сектори на јавната администрација, почнувајќи со кратење на управните одбори во институциите поврзани со Министерството за јавна администрација. Тој додаде дека кратењето ќе започне од неговиот ресор. Каква е причината и целта за овие кратења? Дали ова е дел од најавените реформи? Како планирате да го реализирате овој процес? Ќе има ли отпуштање или кратењето ќе се врши преку прераспределување на вработените? Стартно идејата започна со кратењето на економските директори во клиниките. Не знам колку граѓаните се запознаени со тоа, но секоја болница во Македонија имаше двајца директори со врзан подпис. Едниот лекар, кој што е од внатре од институцијата, кој што ја разбира работата во институцијата, и еден го нарекува економски директор, кој што даеше од надвор, кој што беше менаџер, и идејата тогаш беше да му се помогне на лекарите подобро да ги менаџираат болниците. Што се случи во пракса? Врзан подпис се блокира и набавки, и функционирање на болниците, и правилно работење. И имавме преку 80 директори кои што беше бенефиции без никакви погодности, и тука започна кратењето. Втората фаза на кратење е намалување на бројот на управни и надзорни одбори, затоа што имате институции кои што имаат двајца вработени, а 7 луѓе во управен одбор, 7 луѓе во надзорен одбор. Што значи институцијата работи само за да го задоволи управниот и надзорниот одбор, а не за да функционира како предпријатие или како институција. Претпоставам дека фокусот на министерот Минчев ќе биде во таа насока. Не е целта да се бркат луѓе од работа, не е целта да се чисти администрацијата, да се отпушта администрацијата. Напротив, целта е да се зголеми квалитетот на таа јавна администрација, да им се дадат задачи да работат луѓето, а оние кои што не се подготвени да преземат задачи и да работат, тие тогаш да се побара од нив да го напуштат работното место, да остават простор за некој кој навистина сака да работи. Но целта не е, или фокусот можеби повеќе не е на самата администрација да се брка од работа или да се ослободуваат позиции, туку повеќе фокусот е на тие управни и надзорни одбори, за кои што веќе работевме, има и 2 закона во собрание со кои што бројот се скрати на пола на тие второстепени комисии за жалби и други второстепени комисии, така што тоа е пристапот кој што имаме генерално како влада, иако господинот Минчев доаѓа од друга политичка партија во рамки на коалицијата, од партијата Знам. Ќе успеете ли како влада да департизирате јавната администрација и да го воверите мерит системот? Тоа е фокусот. Ќе биде тешко, морам да ви кажам. Долго време вработувањето во администрацијата се правеле по партиски клуч. Премногу институции се блокирани од бројот на вработени кои што го имаат, но со текот на времето, со барањето на работа, со барањето на ангажман, тоа јас го правам во моето министерство, од секого се бара учинок, од секого се бара ангажман, ќе видиме кој е квалитетен, кој не е квалитетен, а сметам дека оние кои што не можат да се ја вршат работата во државната служба, треба да се ја побараат среќата во приватниот сектор, затоа што навистина има работа, има заработувачка сериозна во приватниот сектор, за оние кои што ќе сакаат да работат. Но дека ќе дозволиме да некој доаѓа на работа и ништо не работи во јавната администрација, тоа повеќе нема да биде случај. Вие како министер за дигитална трансформација се зафативте за една многу важна, но и суштинска потребна дигитална трансформација на Македонија. Пред неколку дена објавивте дека преку веб порталот uslugi.gov.mk македонските граѓани имаат поднесено преку 6000 барања за дигитални услуги.
Ова значи дека на граѓаните им се дава голема можност наместо да чекаат во редови испред шалтерите за да се ги добијат потребните документи, истите да ги добиваат на интернет. Дали овој портал постоеше и пред да се формира Министерството за дигитализација и пред да дојдете вие на чело на ова министерство? Колку услуги македонските граѓани сега можат да користат преку овој систем и колку ги користат ваквите олеснувања? Како се снаоѓаат и дали планирате одржување на бесплатни курсеви за да им помогнете на граѓаните да ги користат електронските услуги или веќе започнавте? А исто толку важно, дали вработените во јавната администрација се спремни да користат дигитализацијата? Ајде, од крајот на прашањето, мислам дека е многу важно. Прашањето и темата за дигитализацијата е важна. За јавната администрација е обврска да бидат дигитално писмени, тоа е во барањето и за нивното вработување и за користењето на алатките. Како ќе воведуваме нови алатки преку обуки кои што ќе ги одржуваме постојано со администрацијата, но планираме и секојдневно да работиме, наши тимови да одат во институциите и да им помагаат на дневна основа, не само да држат обуки. Ние сметаме дека администрацијата ќе користи алатки, затоа што ова е побрзо, поедноставно, полесно за работа, отколку да фотокопирате во 10 копии, да потпишувате, печатни грешки и така натаму. Овој процес ќе ни помогне да ги олесниме внатрешните процеси. Што се однесува до граѓаните, ќе треба повеќе да работиме на дигиталната писменост на граѓаните. Она што ние го направивме во изминатите 5 месеци е да отвориме нови канцеларии за услуги за граѓаните. И сега некои луѓе, знаете, ми поставуваат и некоја критика, добро зборувате за дигитализација, зашто тогаш физички канцеларии отворате, наместо да биде се дигитално. Мојот став е дека одредени луѓе не сакаат да користат дигитални алатки, или не знаат, или не сакаат да научат, или во домашни услови немаат потребна опрема, инфраструктура, интернет, но сакам со дигиталните алатки да се доближиме најблиску што е можно до граѓаните, за оние кои што не сакаат да користат, да им биде канцеларијата на 100 метри од нивниот дом или 200 метри од нивниот дом и да можат да си завршат работа во таквата канцеларија, односно нашите вработени да им помогнат или да завршат работата за нив. Да не одите, ако ви треба извод од матична книга на родени, во исто време ви треба извод од банк, од УЈП или од некоја друга институција, од катастар, да можете тоа да завршите на едно место, сите документи кои што ви се потребни да ги приберат за вас лица. Оние кои што се дигитално писмени, подготвени и сакаат, ќе им биде овозможено тоа да го прават преку нивните уреди. Пред да работиме на обука на граѓаните, точно планираме еден вид виртуелни обуки, во кои што ние на многу лесен, одноставен начин ќе им покажеме на граѓаните како да си ја завршат работата. Ние работиме на редизајн на порталот за услуги Gov.mk и негово преосмислување да биде полесен, попристапен за користење. Навистина е малку комплициран. Јас го наследив овој портал, бидејќи прашавте, од 2021 година е првпат лансиран. Јас кога дојдов на позицијата имаше околу 120 дигитални услуги на порталот, сега имаме преку 200 услуги на порталот, што значи дека за 4 години се дигитализирале околу 100 услуги. Ние успеавме за многу кратко време преку преорганизација на процесите да ги дигитализираме околу 80 услуги. Најавив за следната година 100 нови услуги достапни на порталот, со тоа што фокусот овој пат нема да биде само на бројката, туку ќе биде да ги дигитализираме целосно најкористените услуги за граѓаните. Многу скоро денеска ќе објавиме на услуга со Министерството за внатрешни работи, во кој што целосно ќе го дигитализираме процесот на вадење на државјанство. До сега државјанство се чекаше по 2, 3, 5, 10 дена, аплицирате прво во Министерството, па се чека, се изработува документот, па повторно одите да го земете тој документ. Сега тоа ќе биде автоматски, ќе оди многу брзо, за 1 до 2 минути вие ќе го имате во вашата електронска пошта или на порталот овој документ кој што навистина значен за граѓаните, и правиме една анкета кај институциите, но и кај бизнис секторот, да видиме кои се нивните барања за најкористени услуги, ќе се фокусираме малку повеќе на овие услуги. Истовремено вие спомнавте бројка од 5000, на месечно ниво ги анализираме податоците. До нашето доаѓање во Министерството, просечно месечно се користеле 1200 услуги, што значи 1200 барања имало од граѓаните месечно. Сега бројката е над 5000, што е за 5 пати поголема бројка на услуги, и мислам дека граѓаните го препознаваат порталот. Работиме на една законска измена, и тоа е важно да се каже, да документите кои што ќе ги извадите од порталот и ќе ги испечатите, ќе имаат иста правна важност како да сте извадиле документ со печат.
затоа што QR кодот кој што сега го имаме на документите ќе биде валиден исто како да имате ставено печат. До сега ова беше навистина една небулозна ситуација во која што граѓаните кои што користат дигитални алатки ние им правевме да им биде потешко. Ќе го испечатат документот и потоа никој не го признава тој документ. Сега го менуваме законот и воведуваме инспекторат кој што ќе следи работата на институциите, ќе гарантира дека ако се извадите документот од електронскиот формат, тој е еднакво валиден како и останатите документи. Работиме уште на многу активности и мислам дека ќе биде интересен периодот напред, затоа што луѓето навистина сакам да добијат вистинска услуга од државата, да бидат вистински задоволни од тоа што државата го нуди. И тука имаме простор. Тука не треба бидеме следбеници на тоа што се случува во Европа или не знам во светот, туку можеме да бидеме предводници за некои прашања. И тука сум исклучително фокусиран. Ајде, уште малку околу ова. Како ќе ги опишете некои од поважните услуги што македонските граѓани можат да ги добијат преку веб порталот услуги.gov.mk и што за нив значи можноста да ги користат овие услуги покрај тоа што не треба да чекаат во долгите редови пред шалтерите? Како ќе се справите со институциите и вработените кои не прифаќаат електронски потписи? Ева, например, неколку од важните услуги. Можете да аплицирате за добивање извод од матична книга на родени. И доколку сакате да го добиете во оригинал, можете да нарачате да ви стигне на домашна адреса или пак да го подигнете од нека од канцелариите и ви излегува избор. Значи не мора да одите во канцеларија за да земете извод од матична книга на родени, туку треба да си го само да го потигнете на крајот или да почекате да ви стаса по службена пошта. Нешто ново што го направивме со Министерството за внатрешни работи, аплицирањето за дозвола за оружје. Ова беше еден многу корумпиран процес во кој што вие прво земате обука, часови за обука, полагате за лекарско уверение, потоа полагате часовите писмено и практично за тренингот, ги вадите сите потребни документи, трошите отприлика 500-600 евра и потоа ги аплицирате во Министерството за внатрешни работи. Министерството често ги губеше документите или пак ги криеше документите со месеци, не одговараше ниту позитивно, ниту негативно на барањата на граѓаните. И навистина стануваше збор за многу корумпиран процес. Сега го завртевме сосема обратно. Прво аплицирате во МВР преку електронскиот портал услуги.gov.mk, МВР разгледува вашето барање и ви враќа повратно вие сте или не сте во можност да добиете дозвола за оружје. Следниот чекор веќе би било лекарско уверение, па потоа обука и полагање на испитот. Но во МВР внатре нема да можат да го решат следниот предмет после вас, а вашиот да го остават на чекање, туку ќе мораат прво вашиот предмет да го решат, па потоа секој следен, што значи избегнуваме било какви можности за корупција во овој дел. Останати услуги кои што ги дигитализиравме се од Агенцијата за храна и ветеринарство, Регулаторната комисија за енергетика. Во моментот се готови услугите од пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, значи потврда за пензија, потврда за инвалидска пензија, потврда за работење во странство. Сите овие документи кои што беа потребни од фондот за пензиско и инвалидско осигурување многу брзо, мислам дека се веќе и пуштени дел од нив на порталот, ги тестираме дали се квалитетни, ќе бидат во најскоро време објавени. Така што имаме групи на Министерството за правда ни е следно. Овие потврди се вадат за неосудуваност, за казнена кривична евиденција, сите ќе бидат достапни на порталот и услугите кои што се однесуваат на нотари, извршители, судски преведувачи, вештаци и проценители да аплицираат за испитот и за добивање на лиценца, исто така ќе се врши преку порталот. Голем број на услуги, многу сме фокусирани на ова прашање. Јас тука ја разбирам дигитализацијата, граѓаните да добијат побрза услуга. Тоа ми е главната цел и ќе направиме се што е во наша моќ тоа да се случува побрзо, затоа што можеме. Ова не е нешто што не знаеме како да го правиме, немаме капацитети. Навистина има многу квалитетни инженери во Македонија, луѓе кои што ги разбираат процесите во приватниот сектор, дели во јавната администрација и можеме да ги сработиме овие прашања. Прашавте за дали ќе сакаат или нема да сакаат. Навистина секогаш прашањето е политичка волја и волја на вработените, но со тоа е нешто на кое што ќе мора да работиме во наредниот период. Честитки, беше време за сето тоа. Вие неодамна учествувавте на најголемиот европски самит за дигитализација на владени институции во Талин, Естонија. Какво искуство понесовте од таму и што беше во фокус на разговорите на тој самит?
важен дигитално политички самит, затоа што Естонија е предводник на процесите на дигитализација во владата и на владините услуги и многу може да се научи од тоа што го прават. Искрено моја видување е дека не сме многу далеку од тоа, дека има простор за многу кратко време да се приклучиме на развиениот свет. Потребна е политичка волја, средства и заради тоа ми беше чест што бев поканет да се обратам на овој дигитален самит. Ние заедно со Министерството за дигитализација на Украина работиме на еден заеднички проект, инаку Украина е една од најразвиените држави во процесот на дигитализација. Нивната мобилна апликација DIA е една од најпопуларните, најсимнуваните мобилни апликации во светот, затоа што станува збор за многу лесна, многу практична апликација која што секој граѓанин ја користи за најосновните потреби кои што ги има вградена внатре е вашата лична карта и вашата возачка дозвола. Не морате да ги носите како картичка со себе, него можете само да го носите мобилниот телефон и да ја покажете. И ја практично користиме оваа апликација во Македонија, започнуваме со нејзин развој тука. Заедно аплициравме на европски проекти. Тука искористив приликата во Естонија се сретнам и со мојата колешка од Украина и навистина продолжуваме во зголемен ангажман. Беа присутни државите од регионот, од Србија, од Албанија, навистина можат имаат со што да се пофалат. Во пракса државите од Централна и Источна Европа се предводници на процесите на дигитализација заради многу доброто квалитетно IT образование кое што го имаме тука и мора да го искористиме оваа шанса. Ова ќе бидат автопатите на 21 век и ако не бидеме играчи во оваа сфера, многу тешко ќе бидеме играчи во останатите сфери. Ние не сме големи да произведуваме многу храна или не излегуваме на море, немаме големи минерални суровини да копаме нафта или руда, но тука во поглед на дигитализацијата и на новите технологии навистина можеме да бидеме предводници и тоа мораме да го искористиме. Дали Македонија е подготвена за заштита од сајбер напади и дали граѓаните треба да се загрижени, бидејќи во изминативе години немавме како држава подготвено закон за сајбер безбедност и дали сега вие како министер за дигитализација, се разбира заедно со цела влада, преземате нешто околу носење на еден таков закон и уште на подпрашање или две, и дали како министер за дигитализација планирате да формирате посебна агенција за сајбер со цел да го заштитите бизнис секторот, но и владините институции, и дали планирате да воведете биометриски методи, односно карактеристики на секоја индивидуа во системите наместо сегашните лозинки со цел за подобра и побезбедна заштита? И прашувате сите најважни прашања со кои што се соочувам. Немам одговор за сите се уште. За жал, државата оставена без закон за сајбер безбедност и без национална стратегија. Последниве 3 години немаме стратегија како сакаме да се однесуваме во поглед на сајбер безбедноста. Се зафатив со ова прашање што од првите денови, веќе имаме нацрт на стратегијата, таа влегува во владина процедура од следната недела, ќе имаме готова стратегија. Таа стратегија има многу точен акционен план, ќе кажува точно која институција што е задача во наредниот период и колку средства треба да определи за тоа. Во моментот безбедноста на системите зависи од секоја институција поединечно. Ако директорот на таа институција се погрижил, тогаш имате добра безбедност. Ако не се погрижил, тогаш немате, но државата не ги знае сите елементи и сите фактори и фокусиран сум овој период да ги дознаеме, да ги мапираме состојбите и наредниот период со законот на кој што веќе работи работната група, законот ќе биде донесен негде во јануари, февруари, ние ќе бидеме целосно согласени со Европската унија во поглед на законодавство, на легислатива и потоа не чека потешката работа, како ова да го примениме во пракса. Размислувавме дали да одиме веднаш со агенција. Мојот страф е дека во Македонија формираме агенција за секој проблем и потоа имаме преголем број на агенции кои што не знаеме што да им правиме, затоа што премногу луѓе вработуваат, превисоки се платите, во некои од агенциите не ја вршат работата и потоа повторно ангажираме приватни субјекти да ни помагаат. Затоа избравме малку поразличен пристап. Почнуваме од сектор во рамки на Министерството за дигитална трансформација за сајбер безбедност, кој што ќе биде надлежно за сите владини институции и ќе дава препораки за приватниот сектор, како тој треба да се однесува во поглед на сајбер безбедност. Кога ќе почувствуваме дека секторот е преголем, дека вработува премногу луѓе, дека му потребна поголема ширина и една своја институција, ќе го одделиме тој сектор од Министерството и тој ќе стане собствена
агенција која што ќе работи на исклучително на сајбер безбедноста, но мислам дека за тоа ќе ни требаат неколку години да видиме дали прво овој сектор добро ќе се врши работата внатре, како дел од моите вработени во министерството. И мислам дека ќе се ја врши добро задачата и тогаш кога ќе почувствуваме дека е време дојдено, секако дека може да се формира и специјална агенција, затоа што тоа го прават и државите во Европа и во светот, но не сакавме да брзаме во овој дел. Во поглед на биометриските податоци, во рамки на апликацијата која што ја спомнав со Украина, во соработка секако со Министерството за внатрешни работи, планот ни е да биометриските податоци бидат вградени во мобилните уреди на граѓаните, да не принтаме нови картички, па потоа да биде повторно на картичка, туку тоа да биде во рамки на мобилните уреди. Секако треба да размислуваме за делот на безбедност, на сигурност, на неможност за копирање на податоците, така што тука ни се нашите размислувања и дилеми кои што ги имаме во моментот. Но мислам дека негде средината на 2025 година ќе можеме да се пофалиме со една ваква апликација која што ќе ги препозна биометриите. Да, така ни е планот. Во изминативе години македонската дијаспора беше најпогодена кога станува збор за пристап до услуги, особено во однос на вадење документи и учество во изборите, особено парламентарните. Со дигитализацијата, пристапот до документи стана полесен, но гласањето се уште останува нерешено прашање. Дали планирате воведување на електронско гласање за македонската дијаспора и за сите граѓани кои не ќе бидат во Македонија на денот на изборите, така што ќе можат да гласаат барем неколку дена пред изборите? Сме размислувале за ова прашање. Државите од светот избираат патека во оваа насока. Технички, ќе бидам многу искрен со вас, технички е изводливо. Прашањето е дали треба на луѓе кои што имаат македонски пасоши, живеат некаде по Швајцарија, по Германија, по Италија, не знаеме дали некогаш стапнале во Македонија, не знаеме на кој начин им е добиено државјанството, македонскиот пасош, треба да им се дозволи да гласат толку лесно и дека можеме да исконтролираме дека навистина тој човек навистина тој гласал, а не некој друг во негово име, затоа што ќе се сетите како беше со пописот во Македонија 2021 година, кога видовме цели кутии пакети со македонски пасоши кои што се попишува од страна на едно лице и стравот е дека на истиот начин ќе се гласа. Наместо еден човек еден глас, ќе имате еден човек со неколку кутии со пасоши кои што ќе ги искористи и ќе ги злоупотреби за да гласа. Затоа сме многу внимателни. Ние мораме да најдеме како политичка партија, сега зборувам повеќе, начин како да ја валоризираме дијаспората. За нас е многу важна дијаспората. Премиерот имаше неколку посети на дијаспората и пред изборите, и по изборите, и во Америка, и во Европа. Се надам дека скоро ќе може да дојде и во Австралија, затоа што нас не е многу важна дијаспората, не само како политичка партија, од идеолошката гледна точка, исто како граѓани, нашите пријатели, роднини живеат таму и би било честно да се олесни процесот на гласање на дијаспората и нивниот вашиот гласот на македонците кои што живеат насекаде низ светот биде валоризиран, но сепак постои стравот дека некој ќе ги злоупотреби тие податоци и ќе сака да направи повеќе штета отколку корист и затоа сакаме да најдеме едно решение кое што ќе гарантира сигурност, така ќе го зголеми можноста за гласање. Ние како партија баравме да може да се отвараат гласачки места во сите градови во државите кај што имаме дијаспора, не само во амбасадите. Практично ова го прават и големите држави, се зема една хотелска просторија или било каква друга просторија од местната заедница или од општината, од местото, од градот. И таму во тој ден се организира гласањето и граѓаните знаат да им биде блиску, да можат да гласаат. Се уште нема слух од останатите политички чинители во државата, ќе бидам искрен, ниту една од другите политички партии не се сложува со овој пристап, најмногу затоа што се плашат од гласовите на дијаспората. И ние ќе работиме на ова прашање, но сепак за промена на изборниот законник е потребна мнозинство од сите пратеници, двотретинско е, но секогаш има простори за амандмани, така што секогаш се одало на едно заедничко решение. Кога ќе има нешто, јас би бил многу задоволен да можеме ние технички да го возможиме тоа, но во моментот нема политичка одлука за такво нешто. Пред некој ден портпаролката на владата Марија Митева, говорејќи за развојната компонента на предлог буџетот во делот на дигитализацијата, рече дека целта на владата е да го трансформира
македонското општество во дигитално општество. Дали како влада во предлог буџетот за 2025 година имате обезбедено доволно финансиски средства за целосно да го трансформирате македонското општество во дигитално и кои проекти на Министерството за дигитализација ќе имаат приоритет? И уште едно поточно, дали планирате да изградите централен податочен дата центар за да забрзате дигиталната трансформација? Средства никогаш не се доволно во дигитализацијата. Колку да инвестирате, секогаш може повеќе. Албанија минатата година инвестираше 20 милиони евра во дигитални проекти, особено во сајбер безбедноста. Навистина огромни средства се инвестираат, но треба да се инвестираат. Овие средства се враќаат неколкократно за многу кратко време. Прашавте околу буџетот, над 250% е зголемен, значи на 2,5 пати е зголемен проектниот буџет на Министерството, што значи нема да имаме трошоци за репрезентација, за мебел, за автомобили и така натаму, туку сите средства што ги имаме ќе ги вложуваме во проекти, во развојни проекти. Точно јас имавме неколку средби со премиерот, наш фокус ќе биде студија, техничка спецификација и започнување со мапирање на простор, па можеби почеток на реализација на податочен владин центар или така наречен дата центар. Македонија за жал нема сопствен државен дата центар. Заштитниот, често ме прашувате, во Прилеп, но тој не се користи доволно, мора да имаме примерен во Скопје, заштитниот секако останува да биде оној во Прилеп, навистина една квалитетна градба од страна на Европската унија и квалитетен проект. Но наша обврска ќе биде податочниот центар, тоа е голема инвестициска активност. Вториот елемент ни е дигитално поврзување на институциите, кои што до сега не се поврзани на една иста платформа. Само 30 институции се поврзани и комуницираат меѓу себе. Целта е во следна година најмалку 10 нови институции на платформата, зошто не и повеќе. Мислам дека ќе успееме и повеќе од тоа. И нови услуги за граѓаните, а тие нови услуги ќе значат прво дека морат институциите меѓу себе да комуницираат. Слаба е комуникацијата на институциите дигитално меѓу себе. Така што на овие две прашања сме фокусирани и секако на сајбер безбедноста, отворање на владиниот центар за одговор на инциденти, кој што ќе значи една соба во која што ќе се среќаваат сите информации од владините институции кои што се поврзани со сајбер безбедноста и на нив ќе може да се реагира. Имаме многу динамично, имаме 2025 година, навистина многу проекти и сме подготвени за реализација на истите. Средства се обезбедуваат затоа што и на премиерот ова многу важно прашање, секако и владата го има како топ приоритет. Јас кога ќе видам некои од големите министерства, не знам, одбрана или МВР или финансии кои зборуваат за дигитализација, навистина сваќам дека многу сериозно си ја разбираат својата работа, затоа што во топ приоритети им спаѓа дигитализацијата во работата. Како гледате на вештачката интелигенција која во последно време се користи на широко во светот и има потенцијал за оптимизирање на процесите? Дали досега вештачката интелигенција била користена во Македонија и дали како влада планирате нејзино применување во државните институции и јавната администрација? Досега, за жал, нема никаква регулатива во Македонија за потреба на вештачка интелигенција, но ако ги прашате децата, студентите, младите, секојдневно ги користат моделите на OpenAI или пак на Google за пишување на семинарски трудови, на подготовка на проекти и така натаму. Тие веќе ја користат многу активно, многу повеќе од колку што државата ја користи, за жал, и мислам дека тука е огромен просторот за напредок. Ние наредната година ќе донесеме националната ИКТ стратегија, што ќе ни го исцрта целокупниот развој на државата, од кој што една од главните компоненти, 4 се, една од главните компоненти од тие 4 е вештачката интелигенција и новите технологии. Мораме да воспоставиме некаков акционен план како ќе ја применуваме вештачката интелигенција, затоа што значително ги забрзува процесите и помага во работата. За жал се уште немаме како држава пристап во овој дел и се надевам дека ова министерство во поглед на развојот на новите услуги, развојот на процесите ќе започне да применува многу поактивно модели на вештачка интелигенција кои што ќе ни помогнат во развојот. Ново прашање, интересно прашање за цела Европа, па и за целиот свет, но мислам дека тука многу посериозно треба да се посветиме. Навистина помага многу во забрзување на процеси, поефикасни процеси ослободени од корупција, така што ќе се фокусираме на ова прашање многу значајно. Господин Дановски, сакам да поставиме уште неколку прашања за многу кратки одговори.
колку е што е можно и пократки. Дали имате информации дека високи функционери на ДУИ се повикуваат на разговор во канцелариите на истражните органи и обвинителства, за што обелодени министерот за здравство Арбен Таравари, и дали имате сознание за кои функционери на ДУИ течат вакви процедури? Најкратко да ви одговорам, точна е информацијата, се повикуваат бројни функционери за сите неправилности во работењето. Најчесто е тоа злоупотреба на службена положба, но тука се и проневери со јавни набавки и други кривични дела кои што ги имаат правено. Голема е бројката и ќе биде уште поголема во наредниот период. Дали имате информации за пожарот кој се случи пред неколку дена во канцеларијата на Адвокатската комора во аеродром и за надписот на кој беше напишано Гасна комора ВМРО? Дали се дозна причината за пожарот и кој стои за инцидентот, како и дали ќе има одговорност за овој вандалски чин? Одговорност секако ќе има. Јас детали од случајот не сум запознаен, не ги знам во детали, но Министерството за внатрешни работи постапува и мислам дека ќе има разрешница на овој и на сите слични случаи на вандализам. Тоа не е дозволиво во македонското општество и не може да го толерира. Како гледате на отварањето на музејот на христијанско и муслиманско културно наследство во Битола, кој е единствен ваков музеј, и како ги оценувате реакциите на ДУИ кои се противат на ова, притоа барајќи од владата и надлежното министерство да го прекинат овој проект? Па ДУИ ќе се спротивставува на сите начини на градење на соработка. Културните институции се секогаш убав начин, особено кога ги слават сите религии во Македонија и ги слават различностите. И мислам дека само Битола е еден пример како преубав град кој што има комбинација на народи, на религии, на конзули, на представници на странски држави, и тоа само треба да се гради и да се поддржува, а не да се оспорува, но ДУИ сака да игра исклучиво на таа карта и секогаш до сега играло исклучиво на таа карта. Тоа е, мислам, оди само на нивна штета, затоа што тоа станува партија која што е терет на македонското општество, а не гради дел од тоа македонско општество. Македонија и Јапонија неодамна подпишаа меморандум за културна соработка кој ги покрива сите области на културата и уметноста. Како го оценувате овој чекор и каков допринос очекувате дека ќе има за афирмација на македонската култура и уметност, но и за развој на туризмот? Мислам дека само позитивно, затоа што за нас Јапонија е во далечна држава во географска смисла, но мислам дека како народ имаме многу почит кон историјата, кон културата, кон музиката, кон уметноста и има можност за подобрување на потенцијалите. Се надам дека на тоа ќе работи Министерството за култура и туризам и секако Министерството за внатрешни работи, затоа што навистина има многу голем потенцијал за соработка. И дека имаме пријателска држава која што не ја познаваме доволно, а сега имаме шанса тоа да го направиме. Како ги оценувате обвинувањата од страна на СДСМ дека ВМРО ДПМН наводно извршила скандалозна партизација на составот на Советот за граѓански надзор на комуникациите, кој на брутален начин го направиле на неодамнешната седница на Комисијата за избори и именувања? Од што се плашат они од СДСМ вака реагираат? Па мислам дека се плашат од одговорност и се плашат од тоа дека дознаваме дека службите биле користени за следење на функционери од опозицијата и за работење против сопствената држава, а не против странски елементи, контраразузнавање и антитероризам, туку биле користени за истражувања тука во Македонија. Тоа е недозволиво и заради тоа се плашат од тоа што може да се дознае во рамки на работењето на безбедносните служби во моментот, и тој страв излегува на површина каде да се заврти. Ова беше само една од тие реакции, затоа што не е проблем надзорот, тука е проблем зошто некој сега ќе дознае како се работело последниве 7 години и зошто некој наместо да истражува терористички елементи или да работи на контраразузнавање, работел на следење на премиерот, сегашен поранешен припадник председател на опозицијата, физичко следење,
техничко следење дигитално преку дронови и зошто се занимавал со функционери на опозицијата да пишува лажни податоци и извештаи за нив, а не се занимавал за некои штетни елементи во државата. Од тоа се плашат. Инаку се враќам на партизацијата на вашето прво прашање околу Весна Дамева, како може член на партиската комисија за правни работи да биде председател на Републичкиот судски совет. За каква партизација или непартизација зборуваме кога тоа е начинот на кој што се бира луѓето во минатото. Господин Андоновски, едно прашање од наш гледач, Нопи Линден, прашува зошто Македонија мора да влезе во ЕУ и по цена на име и идентитет? Јас сум го одговорил прашањето дека никако по цена на име и идентитет, затоа и борбата со која што се соочуваме. Не мора, ништо не мора во животот, но алтернативата Европска Унија за нас значи напредок. Значи прогрес и значи нови можности за македонските граѓани. Затоа што нашите граѓани, новата генерација не се селат во Кина, не се селат во Русија, не се селат во Индија, не се селат во Бразил, не се селат во Африка, туку главно се селат во западниот свет и во Австралија, сметајќи како западен свет, иако за нас е кон исток. Но тоа е западниот свет. И нашите граѓани сакаат да живеат во тој западен свет. Ние треба тоа да им го возможиме на македонските граѓани, но никако да го жртвуваме идентитетот, јазикот, името за тој напредок. Но видов и прашања околу PayPal, платежни процесори во Македонија, сето тоа се барања на Европската Унија. Значи ние треба да се движиме кон Европската Унија за наше добро и да ги правиме добрите работи кои што треба да однесат таму. Не стигнавме денеска зборувам, имаме реформска агенда од околу 200 страници што треба да ги исполниме како обврски кон Европската Унија, но тие се обврска за нашите граѓани, добро за нашите граѓани. Податочниот центар кој што го зборувавме, дигитализација на процеси, подобрување на плаќањата, донесување на PayPal, сите овие се прашања кои што се не приближуваат кон Европската Унија. Но тоа повторно во поглед на прашањето никако не смее да биде на сметка на државните и националните интереси. Во четвртокот, во организација на политичката партија Странка на демократска акција се одржа трибина под мотото Размислување за иднината на Македонија, на која учествува Љупчо Георгиевски, лидер на ВМРО Народна и поранешен премиер, Никица Корубин, поранешна пратеничка и аналитичар, како и Ивон Величковски, поранешен пратеник и лидер на движењето на Нова Република. Тие преку своите говори критикуваа и го нападнаа Мицковски и владата, представувајќи се како длабока опозиција на новата влада. Како ја оценувате оваа трибина и панел дискусија и кои се мотивите и целите на учесниците? Искрено не ја погледнав и мислам дека не сакам да го трујам мојот мозок и граѓаните не треба да го трујат својот мозок и времето си го губат со овие се политички маргиналци, луѓе на кои што времето во политиката им е изминато, не покажале никакви квалитети во своето работење, никаква придобивка немаме од функционирањето на овие лица во македонската политичка сцена и она позната поговорка штом тие лево тргнат, ние да се тргнеме на десно и помалку да им посветуваме внимание. Секогаш ќе има вакви штетници во македонскиот политички дискурс, но ние треба да се фокусираме на позитивните работи и на одењето напред како држава и да разговараме за прашањата, сега ако крајот ги читам, околу чистотата на воздухот, здравата животна средина, дигитализацијата, македонските национални прашања и мислам дека само на тој начин ќе успееме и ќе функционираме како квалитетна држава. Како ги оценувате изјавите на ДУИ дека немирите пред некој ден биле индивидуално наследство и дека тоа било испровоцирано од недозволување на прославата да се одржи на главниот плоштад во Скопје, но и во Куманово, како и укинување на балансерот и негативните изјави на политичари кои создавале поделби? Ке се докаже дека луѓето кои што ги направија најголемите инциденти, кога ќе почнат да зборуваат во полиција, дека биле директно инсценирани, инструментализирани, поддржани финансиски од страна на високи експоненти на ДУИ и дека ДУИ стои за ова прашање на дестабилизација. И ова е начин како тие да се одлепат сега од нив, да се одделат, за утре ден да не се врати проблемот кон нив. Така што мислам дека допрва ќе се отклопува клопчето на ова прашање и точно ќе знаеме
што правело дуи во поглед на дестабилизација за празникот. Никогаш на никого не му било забрането да прославува ништо на плоштадите, на улиците. Тоа треба да биде честно, достоинствено, како што доликува на некој голем празник, на некоја етничка заедница. Зошто, например, кога е прославата на денот на бошњаците, денот на српското знаме, Свети Сава, не знам, денот на турците, тие се забавуваат, слават, слушаат музика традиционална, имаат настапи, свечени академии и сите тоа го почитуваме и сите се радуваме на таа различност. Но зошто требаше некој да пали туѓи знамења, да гази, да уништува државен имот, да затвара улици за да покаже некаков скриен револт? Тоа не се граѓани, тоа се секако граѓани, но тоа не е идеја на граѓаните. Тоа е идеја на Демократската унија за интеграција, која што е уплашена од тоа што веќе 5 месеци е во опозиција и се спремаат сериозни кривични пријави. Неоправдано во секој случај. Како ќе ги прокоментирате обвинувањата на СДСМ дека вината за немирите што се случија за време на прославата на албанското знаме е пропуст на МВР и како ја оценувате одбраната на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, како и на директорот на БЈБ и началникот на СВР Скопје? Мислам дека беше многу резолутна акцијата, не се предизвика тензија вечерта, беа оставени тие орди да се однесуваат како што се однесуваат од определено време, потоа сите беа прибрани кај што им е местото во полициска станица и против сите овие се поведени соодветни пријави, така што мислам дека во наредниот период уште повеќе Министерството, Бирото за јавна безбедност и СВР во Скопје и останатите одговорни чинители ќе си постапуваат и нови лица кои што се огрешиле пред законот исто така ќе одговарат. Вакви работи се недозволиви и мислам дека Министерството многу соодветно се постави во дадениот случај да изреагира веднаш по настаните кои што се случи. Како гледате на скептицизмот на премиерот Христијан Мицкоски, поврзан со изјавите кои доаѓаат од Брисел дека Европската унија работи на некаква форма на гаранции и дека во иднина нема да има нови билатерални пречки од Бугарија? Па, во насока на оно што го зборувавме и во денешната емисија, мислам дека Европската унија многу јасно треба да покаже кои се стратешките планови, да не биде тоа само зборување, туку да биде и на дело, а на дело ќе значи прифаќање на македонските прашања и прифаќање на Македонија онака каква што е во рамки на Европската унија, а да не се бара од нас непринципиелно да ги менуваме националните интереси заради Европската унија. Господине Андоновски, ни беше чест. Ви благодариме за учеството во Македонски корени. Верувам дека го задржавме вниманието како и секогаш. Со желба за уште поголеми достигнувања и успех во Министерството што го водите, успех на Македонија, како и убав остаток од викендов, ви посакуваме пријатно дослушање и секако скоро довидување на Македонски корени. Ви благодарам уште еднаш на можноста и на убавата дискусија на прашањата и ви посакувам успешен ден, успешен викенд, квалитетен, убав и поздрав до сите ваши гледачи кои што не следат со внимание. Господин Андоновски, опростете што ве задржавме малку подолго од договореното. Знаеме дека имате други обврски денеска, ама извинете се во наше име. Со гостите од Шведска сме, да, со гостите од Шведска сме и ќе ги поздраваме и од ваше име и нашите кои што не следат, а живеат исто така во Шведска. Останете во добро здравје, се слушаме и гледаме овде повторно на Македонски корени за скоро. Поздрав и секој добро. Се не добро.